Volkswagen добро знае колку е моќна ознаката GTI, затоа и нема намера со преоѓање во електричните води да се откаже од неа и ја постави на едно од највпечатливите возила на ИАА. Концептот што ја понесе заснова на студијата ID2All собра големи симпатии, па сосема е јасно дека замислата ќе има позитивен епилог. Кога ќе стане реалност, овој модел ќе припаѓа во класата на сегашното Polo, но поради поголемото меѓуоскено растојание ќе има далеку повеќе простор во внатрешноста. По првиот бран на секојдневно обликувани електрични возила се покажа дека купувачите се уште се наклонети кон класично дизајнираните каросерии и традиционалните вредности. Дизајнерскиот тим, предводен од главниот дизајнер Андреас Минт, беше инспириран од различни генерации на GTI моделите на Volkswagen. Ваквиот пристап вроди со несекојдневна симпатичност зачинета со голема доза носталгија, ниска силуета, изфрлени калници, тркала кои подсетуваат на оние од 80-тите години на минатиот век, сепак задвижувани со електропогон, каде буквата И ќе означува интелигенција. Нема никакви податоци какви перформанси би имал идниот сериски GTI, но врз основа на веќе најавените параметри за студијата ID2All може да се шпекулира. За платформата која ќе се користи во моделите на Шкода и Купра се предвидени батерии од 38 и 56 киловат-часа. Според Volkswagen, поголемите по капацитет може да овозможат автономија до 450 км. Ќе се полнат со моќност од 125 киловати, што е доволно да се повлече струја од 10 до 80% за 20 минути. Што се однесува до силата на моторот, таа би требало да ја надмине границата од 230 коњи и да спринта до 100 за помалку од 7 секунди. Засега официјално не е потврдено, но се очекува производството да започне кон крајот на 2025-та. Почетокот на продажбата е планиран за првиот квартал на 2026 година со цена помала од 25.000 евра.